Почитувани, добродојдовте во уште едно издание на Бизнис Муабети заедно со Фактор МК. Јас сум Мишко Јолов. Наш гостин Нимер Селманиот, политичар, доктор, бизнисмен. Добродојдовте. Добро ве најдов, Мишко. Драго ми што сум тука со тебе денеска. Што ви највеќе лежи? Медицината готова е, тргнавте, ја забаталивте. Така па се преориентиравте на бизнисот или? Не. Не. Значи, јас имам студирано, завршено медицински факултет во Скопје. Во период кога имаше голема друштвена трансформација, општествена трансформација во државата, значи 87 година, 92 година. Во склоп на тие околности јас само се, да кажеме, адаптирав на новиот моментум кој што ни се случи после 90-те години. Станавме самостојна држава, почна нови иницијативи, приватен бизнис, приватен капитал и така натаму. И јас со брат ми 92 година, тамам што бевме завршени образование, почнавме со првиот бизнис, значи трговија со резервни делови, со масла, мазива и така натаму. Зашо се запишавте на медицина? За да станам лекар. Па што правите со угле? Меѓутоа, требаш да го имаш предвид фактот дека 92 година се смени целата, да кажеме, нели, во животот сите имаме одредена визија. И како деца, јас секогаш викам, јас ќе завршам, ќе студирам за медицина, ќе станам доктор, и тоа така ми беше од основно образование, па средно образование. Јас се запишав во Зефлюшмарку прва и втора година, после трета и четврта година, заради ова визија, ова цел, ја се префрли во Никола Карев и таму завршив биотехнологија. Тогаш беа првите усмерени средни училишта, за да се запишам 96-та година, односно 86-та година, на медицински факултет, па после тоа да одам во војска, така беше редот тоаш, во ЈНА една година и 87 година да се вратам и да продолжам медицински факултет до 92 година. Меѓутоа 92 година веќе имаме плурализам, да се вратиме на назад. Значи имаме политички систем кој што од еднопартиски стана повеќе партиски, плурализам. Почна, значи, се отворија нови медиуми, се отвори државата едноставно. Ние видовме дека надвор во, да кажеме, капиталистичките или пазарно ориентираните држави се заработува, се живе и не се чека, и не се мисли само на плата. Од каде Селмани го има бизнес нюхот? Затоа велам, знам, медицината ми е чудот. Сега од бизнес нјуот, веројатно сите ние имаме бизнес нју, помалку или повеќе. Колку години имате вие кога решавате, завршувате факултет? 23 години. И што велите, да пробам со резервни делови тука? Да пробам со нешто што нема голем ризик дека може во одреден рок временски да ви се расипе, да стане скварлива роба, обично 5-10 години имат рок на употреба. И така почнавме да работиме, затоа што тогаш никој, значи престана ланците на снабдување од бивша Југославија. Затоа што пред тоа ние после научивме дека словенците биле најголеми добавувачи заедно со србите на возила, резервни делови, гуми, автомобилски масла и автоделови и така натаму, воопшто во државата, во бившата држава СФРЈ. И кога се раскина тој систем, значи едноставно се поставија границите, нови граници, нови правила, нови игри и све почна од почеток. И ние почнавме еден нов почеток. Со брат ви заедно, така? Со брат ми заедно. Значи, родителите се родителите, да, живи се уште. Тогаш татко ми имаше такси едно возило, товарно возило. И сеќам 92 година, 93-та, он имаше толку доверба на нас да ни ги даде, да ни ја даде за штедата од 3-4 000 марки, тогаш колку што имаше, и да ни го отстапи возилото за кој што он заработуваше за семејството. Едно прашање кое што е америчко, ако сакате. Почнувате со 3-4 000 евра, така? Да. Кај нас обично избегнува тоа колку денес тежи Нимер Селмани. Значи не говорам пари кои што ги имате профит, туку во вртење во смен. Колку тежи? Зошто бегаме ние од тоа? Например,
Гледам во Србија сите се кажуваат. Значи почнувам бизнис, прво не крадам, почнувам бизнис од 3-4 илјади евра. Да. Тоа е 92-ра. После колку 30 и колку години? После 32 години, Колку тежите значи денес? милиони евра сигурно. Сега не би знаел колку дали се 50 на милиони евра повеќе или помалку, меѓутоа милиони евра да. Горд сте на себе? Апсолутно горд сум на себе, затоа што вработуваме луѓе, плаќаме даноци, плаќаме такси, имаме редовни приходи, инвестираме во све што мислиме и целиме дека едноставно вреди да се инвестира. Сме инвестирали во минатото, сме инвестирале во земјиште, во локации, сме купувале за да евентуално после во одредени постапки дојдеме во ситуација да градиме, да надоградиме и така натаму. Сме инвестирале во деловен простор, сме инвестирале во производствени погони. Така што денеска да кажеме сме дисперзирани како компанија која што има повеќе дејност. Значи ние денеска првиот бизнис со кој што сме почнале 92 година, значи трговија со автоделови и со масла, продолжуваме. Меѓутоа, ние сме денеска во енергетскиот сектор, имаме 2 фотонапонски централи, произведуваме електрична енергија, продаваме. Денеска имаме зад себе изградени неколку комплекси, стамбено-деловни комплекси, како Бисоил. Актуелно сега градиме при крај сме на еден супер луксузен, модерен комплекс во едно место кој што беше заборавено од Скопје, од скопјани, од државата буквално. Тоа е значи помеѓу касарната Илинден и булеварот Словенија. Значи некаде на 600-700 метри, односно помеѓу Скопјот аквадукт и Retail Point. Чекај се, трговскиот центар. Не, тоа тоа е Карпош. Тоа е Карпош. Тоа е Карпош, значи тамо што градите? Тамо градиме еден стамбен комплекс од скоро 350 стамбени единици, односно станови и деловен простор каде што се предвидени, значи да има градинка, фитнес центар, неколку ординации веќе има, стоматолошки, специјалистички. Значи вие сте сега во градежниот бизнис? Веќе повеќе години. Меѓутоа можеби затоа што имаме повеќе дисперзиран бизнис и не ни било тоа прва да кажеме идентификација. Затоа што ја не знам како Бисоил, например. Значи Бисоил баш кај што сте ексклузивни за Кастрол, за Петрол офиси, за Бош. Тоа сте вие ексклузивни само за Македонија? За Бош, за Македонија. Значи со Бош да кажеме, ние работиме со автоделови Бош од 98 година. 98 година, значи тогаш Бош имаше светици, ремени, брисачи, сега има над 60.000 производи различни. Господине Салмани, почнувате со 3-4... Да довршам, значи исто така во здравствениот сектор, значи рековте здравството. Што имате во здравство? Пред една година пуштивме во употреба специјалистичка здравствена установа во Влае, во новиот комплекс што го пуштиме во потреба пред 3-4 години за реабилитација и физикална нега, значи центар за реабилитација, физикална нега, диагностика. Тоа е во комплекс, значи во Гарден, во склоп на Гарден ин Мол, околу 400 метри квадратни. Имаме таму значи 20 специјалисти вработени, имаме десетина и повеќе физиотерапеути кои што ги служат пациентите во многу добри услови, со многу добра со најсовремени апарати. Сега таму продолжуваме да отвориме нов центар за слабење, центар за разубава, за нега на лицето, телото и така натаму. Сега сите овие методи на Ама чекај, има сега центар за слабење? Јас за 2 месеци. Опремата ни е стигната веќе. За 2 месеци ќе биде ставен во употреба и тој. Така што во тој сектор ние така со љубов го работиме. Па види, јас сум се мислел дека само за кола, ако имаш проблем ќе му се јавиш на Салмани, он излезе дека можеш. Ако имаш потреба за струја, имаме струја. Ако имаш проблем стан, деловен простор, тоа имаме. Ако имаш проблем со здравјето, кичма, нога, зглоб да те боли. И тоа го имаме. Имаме најсовремен компјутерски систем за растегнување. Третман, терапија, значи истегнување, поготово делот на рбетниот столб. Имаме третман со озонотерапија, значи имаме капсули со озон кои што регенерираат не само кожа и тело и метаболизам и така натаму.
Друго што имам уште неколку други работи, меѓутоа. Ова е баш бизнис муавет. Кога почнувавте И со... сега, последниот проект што го работиме, веќе година дена, е проект за опремата ни е веќе стигната, се прават одредени тестирања за производство, значи за домашно производство на масла и мазива со сопствен бренд. Тоа сакав да ве прашам. Значи ќе правите ваши улја практично, така? Да. Тоа значи Значи ние веќе сметавме дека имаме долго акумулирано искуство. Имаме мрежа на соработници во целата држава, значи има преку 1000 клиенти од бензински пумпи, продавници, сервиси за автоделови, станици за бетон, значи фабрики, транспортери и така натаму, значи преку 1000. Кои што со актуелните брендови ние ги снабдуваме, ги услужуваме и така натаму. Одлучивме дека е крајно време да направиме и наш собствен бренд, тргнувајќи од фактот дека денеска ништо не е тајно веќе, значи се знае зинџирот на набавка, кај што се снабдуваат најголемите компании и ние таму со базни масла ќе се снабдуваме, каде што се снабдуваат најголемите компании со адитиви, значи тие се 3, 4, 5, 2-3 американски компании се, европска, во Европа има значи BASF германска, има една француска, од нив заедно со технолози, со рецепти и ние планираме веќе крајот на годината или почетокот на следната година да ги лансираме првите домашни производи во пакувана форма. Тие ќе бидат наменети само за нашиот пазар или не и за регионот? И за регионот. Пошто капацитетот, годишниот капацитет ни е околу 3 милиони литри, значи кој што ги надминува реално, да кажеме, потребите не само на државата, туку и во регионот. И се, господине Селмани, која е целта на еден успешен бизнисмен? Јас ќе кажам, вие сте успешен бизнисмен. Од кој аспект не се срамите и мене ми е многу драго тоа затоа што нели оние листи Forbes, најбогати луѓе и така натаму и така натаму. Сега која е целта, како размислува еден милионер, ќе кажам. Човек кој што почнал со 3-4 марки, стигнал до 50 милиони евра, од прилика, сега карикираме, која е следна цел? Билиарда? Се обидувам да влезам во матрицата на бизнисменот како размислува понатаму. Да, вие ги спомнувате парите, сега некој ќе седи и ќе гледа и јас да имам 50 милиони евра. Но тие 50 милиони евра реинвестиција или почнување бизнис во градежништво, во физикална терапија, во ново откритие. Која е целта на еден бизнисмен кој има 50 милиони евра? Некој ќе се рече, што работи човекот, што не си седе со 50 милиони евра, што сака може да прави да ужива? Предпоставувам, Мишко, дека после милион, 2, 3 првите пари што ќе ги направите како капитал или како пари без разлика, веќе парите не ги гледате како пари, како што да кажеме некој ги гледа кога зима плата на први или на 15 без разлика. Парите ги гледате едноставно како алат за правење на други пари, односно алат за инвестирање. Затоа што на крајот на денот вие трошите не многу повеќе од тоа што кога примате месечна плата од 1000 до 2000 евра. Значи зборам за македонски услови. Значи јас не трошам премногу повеќе него што сум заработувал, не знам, пред 20 години. Значи горе-доле, ако поради децата, зголемено семејство и така натаму, тоа е нормални работи се. Значи после понатаму, секој бизнисмен, парите што ги создава, никогаш, значи зборам за 90% од бизнисмените, тие што сака да создават, да прават нешто, не ги гледат како пари за трошење. Едноставно парите и така треба да се размислува. Никогаш само еден мал процент треба да ги сметате дека тие се ваши пари кои што може да ги потрошите. Тоа не се повеќе од, не знам, годишната заработувачка помеѓу 10 и 15% од профитот. Значи не од обртот. Пошто може да имате обрт од, не знам, 50 милиони евра, ама да заработите 2 милиони евра. Од тие 2 милиони рачунајте дека 100-200 илјади имате право да ги трошите. Останатите 1.800.000 внесете ги пак во бизнис. Оставете ги како капитал, како активен капитал. Ако ви се недоволни тие пари за да направите нов голем бизнис, ќе се задолжите пак во банка. И на таа пара плюс се задолжувате. Секогаш. Значи секогаш, затоа што никогаш на еден бизнисмен не му се доволно парите. Значи и во Америка Елон Маск секогаш кога прави нов бизнис,
Значи он се задолжува кај кредиторите, кај банките за да направи он милиардер, најголемиот милиардер. Да. Меѓутоа секој се задолжува плюс со неколку милиарди за да направи нов поголем бизнис. И тоа е така, значи инвестицијата секојаш е таа која што го привлекува секој бизнисмен. А што е матрицата? Повеќе, матрицата е да инвестирате, да направите нешто повеќе, да донесете повеќе профит, повеќе обрт на капитал и поголема сигурност за во иднина во смисла на диверзификација на бизнисите. Се докажувате сами на себе? Можеме суште повеќе? Па надпревари со себе си, да, надпревари со себе си и на крајот на денот вака сега си размислуваш. Јас за себе размислувам. Ако тој што верува во Господ, јас верувам во Господ. Ако ти дал Господ здравје, ти дал памет, ти дал прилики, можност да заработуваш, да создадеш еден капитал, би било голема штета ако имаш идеи, имаш можности да тоа не продолжиш да го направиш. Затоа што тоа на еден ден ќе го оставиш. Дали после 10 години, 20, 50 години, ќе го оставиш на децата, на не знам, на некој трет, четврти така натаму, кои што ќе продолжат или би требало да продолжат тоа да го оплодуваат и да го така почнала да се развива Дубај. Дубај била, значи, пустелија пред 50 години. Значи ништо немало. Значи луѓето таму ловеле риби и бисери. Ништо. Значи меѓутоа некој дошол со немало ни нафта, пошто Дубај нема нафта. Значи Дубај има ситни количини на нафта што ги црпи и најголемите количини му доаѓаат од Абу Даби и за сопствените потреби дури. Меѓутоа имало брилјантен ум. Еден од тие е Муамед Алабар, кој што е главниот инвеститор во Београд на вода, кој што е главниот инвеститор во Драч сега, новиот, да кажеме, комплекс, марина и така натаму, со брилјантен ум, не со своји пари, се здружил и со парите на своите блиски соработници, шеиците таму позајмиле пари, со инвеститори станали и така натаму, и Дубај почна Дубај Марина и се претвори во најпосакуваното место во планетата. Секој би посакал таму да има, не знам, стан или да се отиде на одмор. Така што не е дека тие нема доволно пари. Има доволно пари за внуци и за правнуци. Меѓутоа секојаш и за нашата држава секој, буквално секој бизнисмен, секој човек треба да се стреми да направи нешто повеќе. Затоа што кога правиме ние нешто повеќе, ние правиме за себе, да. Меѓутоа државата си има поставено правила. Ако вие правите нешто за себе, треба да платите, не знам, комунални такси. Ако вие градите стан, треба 100-230 евра по метар квадратен да му се плати на градот, односно на општината. Да. Со тие комунали градот, општината треба да направат патна инфраструктура, нова канализација, нови, не знам, паркови, училишта и така натаму. Така е осмислен системот. И да кажеме, ако вие произведувате и вработувате повеќе луѓе, на нето платата, вие уште најмалку 50% имате додатоци од персонален данок, здравствено осигурување и така натаму. Значи, ако пуштите плата, не знам, 100.000 евра месечно, 50.000 евра плаќате на државата. Апсолутно. Ако, да кажеме, произведувате нов производ, во најмал случај 18% имате ДДВ. При секоја продажба, вие генерирате 18%. Значи, на 1.000.000 евра промет, вие 180.000 евра од купот на парите зимате, му давате на секој месец на државата. Така што вие не само што правите за себе, не само што правите за вработените, за своите деца на крајот на денот, едноставно учествувате во развојот на државата. Кога секој бизнисмен, кога секој човек од најмал, од битва за што работи, што се вика, па до најголемите, да кажеме, капиталисти во државата, би делувал и би размислувал и би создавал така, ние би имале стварно прекрасна држава за живење. Прекрасно, затоа што создаваш за себе, создаваш капитал, меѓутоа секогаш паралелно создаваш за општината, за градот, за државата и така натаму и така натаму. Колку сите овие бизнеси кои што ги споменавте, колку вртат пари годишно? Милиарда вртат? Не. Не? Не. Милиони се во прашање. Не, милиарда, мислам дека во Македонија не знам колку. Значи не говорам за заработки, говорам за пари кои што за обрт, на пари. Милиони евра, милиони евра секако. Колку Селмани е денес далеко од милиарда или блиску? Не, далеко сум уште. Да? Далеко сум уште. Ако сте почнали со 3-4 илјади евра, Да. за 20 години сте до нивоеви
како рековте, 50 на милиони. Може би Сега, види. до крајот на кариерата. Аха, сега ја не разбирам, предпоставам дека не целта е одам до милиарда или целта е одам да инвестирам во тој. Не, видете, дали се 500 милиони, дали се 200 милиони, дали се милиарда, на крајот на денот ваше е лично тоа што вие ќе го потрошите кој идете на одмор или ќе си купите некоја кола, можеби поскапа 150.000, 200.000 евра и тоа што ќе си го носите со себе. Значи, едноставно ќе идете во ресторан, јас идам со децата, да кажеме, во Сидро 2. Или да кажеме, не знам, во Чача или во Тривека, значи не идам што ќе јадам тоа што јадат сите други. Така што едноставно парите пак никогаш, јас барем така сум тоа го почувствувал и тоа го знам. Јас не ги гледам како инструмент за трошење или за чаламање. Туку единствено како алатка без која не може вие да направите нова инвестиција, нов капитал и не може да создадете пари, други. Значи, за да создадете нови пари, вас ви треба основна појдовна точка од еден куп пари, ви треба добра идеја и многу напор, значи напорно работење. А има и бизнисмени кои се чаламат. Па, значи добриот бизнисмен, значи правиот бизнисмен кој што ги заработил што се вика со под парите. Значи не на лесен начин, обично никош не се чалам. На лесен начин во смисла дека се испотил за да стигне до нив. Да. И затоа велат вашите пари се секогаш како беше подарени пари, можеш лесно да ги подарените пари обично лесно знаат да се губат. Да. Затоа јас и со децата, пошто децата веќе се околу 20 години плюс минус. Порасна. Да, порасна. Секогаш ги пробувам, работам напорно за да ги едуцирам. Како размислува? Дека не треба да трошат многу, не треба парите да ги гледат како, не знам, најмалку чаламиње. Значи парите се само додадена вредност кон нивните потреби. Значи без пари не може. Ама кога дома и кога ти рече, меѓутоа, ај сега не биди циција, купи ми лебронки или купи ми ваков Nike. Знаете, во годината можете на детото, на синот да купите 2-3 пати, значи патики ми дека го учите на скромност, 150-200 евра, меѓутоа не повеќе. И децата, да, ги учам да менаџират со парите, значи тие веќе неколку години, секојаш на први им давам одреден буџет, кој што тие треба да го менаџират цел месец. Да не барат пари од мене, од сопругата, од мајка им, секој втор ден, трет ден, туку значи, да си планират. Месец, ти сине имаш толку пари. Значи имат сите, значи имаме 4 деца. Сите деца значи си имат свој буџет и да си месечен буџет имат. Сакат да им давам во готово, сакат преку на картица на транзакциона, тие само си бират. Не знам дека си во коциција, дека си... И тогаш ќе си го менаџират, значи буџетот и трошоците, да си планират. Ова малку на Мел Гибсон ме потсетува, затоа што тој на сит, така велат на сите, тие пари што ги има не му давал банка на син му или му давал оно колку што треба, го терал да пере автомобили. Добро, сега не ги тераме автомобили да перат, меѓутоа целта е да створи работна навика. Да. Не го терал за да го понижи, туку за да му создаде работна навика. Големата ќерка, значи сега заврши медицина она. Мината година дипломираше и си зема лиценца и така натаму све. Беше на усовршување, значи на обука плюс практика во Аџибаден, во Маслак, во Турција, скоро година дена, последните година дена. И сега она се врати тука, ќе работи две работи. Значи едната работа е во Балканскиот универзитет, Меѓународен Балкански универзитет, таму е факултет за стоматологија. Она таму ќе работи, ќе почне како асистент, уште малку сега нареден месец, и ќе работи во Центарот за физикална нега и реабилитација, part-timer. Ќе си зема и таму на доместок, и таму на доместок. Па, кажам, не знам дали сакам вие да ми видите на мене, како се вика тоа, родител сега да на тие пари сега да ме малтретирате две работи. Вака размисла обичен македонец, предпоставам да сватите иронијата. Значи не сакам вака децата да размислат, најмалку би сакал да размислат, знаете, татко ми е богат и ќе може да ме издржува, јас цел ден да си лежам. Сега, кога имате толку пари, говорам за македонски услови, пријателите, можете ли да ги разликувате кои пријатели ви се вистински, кои ви се лепешки, кои што сакаат од вас да isцицаат пари? Како ги откачувате? Како ги откачувате? Значи, тоа е многу емотивен момент за некого да одбиеш
да не му дадеш пари, затоа што едноставно не можеш да му влезеш во главата дали он стварно има вистинска потреба, вистински возорт, или евентуално доаѓа заради тоа што ете така на лесен начин сака да си стигне до пари. И ние на почетокот со брат ми бевме так, пошто реков, почнав од 3000. Ти почнал, колку сега ќе го видиш некој ќе дојде ти се... И ќе дојде и дававме. Кој како бараше, 50, 100 евра, 2000 евра. На заем или онака? На заем. Аха. Значи сега онака даваш тамо каде што навистина знаеш дека не може. Значи сиромав, некој сиромав, гледаш дека е сиромав. Сирак без родител, значи дете некое. Тоа не е посебна дејност, значи ние тука посебно си водиме сметка, секоја година си одвојуваме одреден буџет каде што помагаме на такви луѓе. Меѓутоа тоа се неповратни, значи не се позајмици. Тоа е помагање. Тоа е општествено одговорна компанија и помош на некој кој што од друга страна имаше поготово првите 10-15 години од бизнис патувањето. Значи луѓе кои што барат пари и генерално, значи тие секојаш викат месец дена, 2-3, никош не ги враќат. И ние одлучивме, значи пред 15 на години, 10 години таму некаде не се сеќавам, имаше еден тефтер, водевме евиденција. Демек доаѓаат позајмица ти барат. Земавме тефтерот, го изгоревме и рековме не им ги бараме парите, меѓутоа не даваме позајмици. Точно ли е бизнис логиката? Кога некој ќе ти побара заем, ќе му дадеш на заем онолку пари кои што нема да ти го оштетат буџетот и одиш во старт со мисла дека нема да ти ги врати. Да. Точно така, затоа што видете, ние сега работиме функционираме во пазарна економија. Јас кога имам потреба од пари, јас идам во банка. Идам во банка, и не ти ги подарува никој така. Во банка, вака убаво ќе те направат значи проценка, оценка и така натаму. Треба да ставиш ипотека, затоа што не ти дават банките без ипотека. Значи ние добар дел од имотот имаме во банка, значи под ипотека. Ќе направат проценка, ќе ти дадат и ти пари треба да планираш да ги вратиш. И тамам ептен убаво ќе размислиш како ќе ги инвестираш, како ќе ги вратиш, како ќе ги оплодуваш, затоа што треба да работиш за каматата од банката, треба основица да вратиш, а треба да заработиш и сам. Така што од таа логика ценам дека секој што има потреба од банка, фала Богу што имаме многу банки, имаме банкарски систем. И имаат пари. Банките имаат преку 9 милиарди пари, значи за пласмани. Треба само добар проект. Значи добар проект и сериозно, треба со сериозна намера да отидете вие да побарате поддршка од банката, кредит, со добар проект, со покритие, банките ви одобруваат. Меѓутоа, ниту една банка нема да ви одобри ако е малку сомнително дека виете само да ги земете парите и после не знам на второ, трето или четврто нешто да ги потрошите. Така што полека ние стануваме европејци во ова насока. Значи одговорно викам, до пред 10-15 години, до пред 20 години, значи сите ние сме доаѓале од еден систем во социјалистичко некој размислување. Некој прави свадба, дај позајмица ќе земе, некој не знам ќе купи нива, ќе земе позајмица и така натаму, веќе тоа полека го сневува. Сака да купите стан, банките ви дават и тоа со многу добри камати, со 3%, 4% ви дават годишно. Обично жените се по оние кои што викаат дај бе Имер пушти му се. Греот е, дај. Има таков момент. Жените се, хајде да кажеме, мажите се по не, значи тука те се индивидуални значи случаеви. Децата мои да кажеме се исто така тоа сум го приметил. Идеме сега од школа ги земе и се враќаме дома, нели по раскрстиците има деца што питачат. И сега јас да кажеме како родител, како возрастен човек, познавач на состојбите во државата, знам дека тие сите уиграна, да кажеме, на жалост злоупотребени деца се тие. Таму секојаш на ќошовите стои некој возрастен кој што нив ги присилува да питачат. Као еден вид макрон. И на секој сат време или пола сат им ги зема парите пак. Значи, тие што питачат таму дали имат
Ништо не од тоа добиваат, нешто или ништо немат, меѓутоа едноставно така тоа функционира, ние тоа не успеавме, нашите социјални служби и нашата држава не успеа да го искорени тоа. Меѓутоа децата, значи, штом ги видат тато, дај види, значи ако имате своји пари ќе им даваат. Значи добро е тоа, јас секогаш им викам, добро е вака да размислувате, да бидете хумани. Меѓутоа знаете дека животот не е вака идеален. Значи во животот треба да се навикнат дека не секој кој што ќе побара нешто вистински тоа го прави од потреба. Туку секојаш може во позадина да има сосема нешто трето, четврто и така натаму. Живееме во еден свет каде што не секогаш луѓето го кажуваат, ја кажуваат вистината. Значи ние знаеме да правиме лице премногу, знаеме да се чаламиме повеќе од тоа што вредиме, поготово социјалните мрежи се полни со чаламење, истото да кажеме на ќерките и на синот. И му кажам, видете, немојте да ги земете репер, да кажеме сите тие што се фалат, чаламат по светот. Не знам си каков живот си живеат, каква хармонија, каков раскош. Можеби тие најмногу тоа што го прават, живеат најмизерен живот. Значи, можеби најлошо, можеби се сите во некои позајмици, кредити и така натаму што не можат глава да дигнат, ама ете, сака да се фалат, лажно да се представуваат во некој виртуелен свет. Па од друга страна, виртуелно, лажно да кажеме, доаѓа некој бара од вас нешто што можеби нема намера да си го врати, нема намера да си го потреби таму кај што сака. Има еден безброј луѓе кои што доаѓа да кажеме барат, мене ми се случило, доаѓа да барат за здравство. И доаѓа да кажеме луѓе, не знаат дека јас сум министар за здравство, сум бил, го познавам системот, доаѓа да кажеме барат за хемодиализа. Значи, добро, некоја слика, потврда дека треба да се има хемодиализа. Хемодиализата кај нас е бесплатна, државата го покрива 100%. Дури од дома те зимат со возило, те носат на хемодиализа, те враќаат пак назад. Значи, не се плаќа ништо. И сега, кој ги прашам, чекај, ова стварно на вистина ви треба за хемодиализа? Да, ќе почнат да плачат така. Кој ќе им кажам дека бесплатно, тој ќе почнат, ама знаете, имаме лоши услови дома, ни треба за ова, за тоа. Значи, за жал ние се соочуваме со секакви. Кажете ми, зашто ние во Македонија не успеавме да направиме еден, не е тоа мит, туку еден став или како сакате наречете го, за бизнисмени кои што се успешни и да кажеме Алвера успел да направи, туку секој кој ќе излезе, кој ќе каже вака, кај голем дел од јавност или сега со социјалните мрежи, па создаваш една перцепција криминалец е прегруб збор, меѓутоа сме ние во ситуација дека сме држава, вакви ли сме били од секојаш, дека овде секи ти простат, ама успех не може да ти простат и затоа луѓето и бегаат бизнисмени. Вие сте експонирани, но има многу луѓе кои што исто така вртат многу пари, се тотални анонимуси во јавноста. Луѓето бегаат да се пофалат од нешто како да се плашат од својот успех. А со пот го направиле. Знам многу такви луѓе. Мишко, знам многу такви луѓе. Ги има и албанци, и македонци, значи честно, поштено. Знаете, мене тоа ме нервира. Меѓутоа се плашат. Криминалец, секој новинар е рекетар, секој политичар е крадец, не знам. Влегуваме во една, свесно влегуваме во таква матра. Значи, ние влегуваме во значи, ние имаме наследено некои стереотипи, некои ги создаваме пак во тек на времето. Да кажеме, едно време, нели, политички тоа беше интересно, за албанците, македонците не чинат, за македонците, албанците не чинат, и тоа беше генерализирана форма. Зашто? Не се познававме едноставно. Значи, полека, како што почнуваме повеќе да се запознаеме, ние се знаеме колку години, не знам, 20 години. Да. Значи, не само за тебе, со многу луѓе, значи, по 20, 25 години, 30 години се знам, значи, ја сега како да кажам нешто лошо за Мишко. Кога знам како човек, колку е добар, вреден, се работи цел живот. Не можам, значи. Последно што ми паѓа на памет е затоа што он не е албанец и да кажам дека не е добар. Или некој за мене ќе го каже истото. Така што во државата, значи ние имаме се уште стереотипи, патиме сите од тие стереотипи и за жал
Не дека нема корумпирани политичари. Има веројатно ќе има. Има и новинари кои рекетираат. Да, и бизнисмени кои што направиле пари на нечесен начин. Апсолутно. Злоупотребувајќи. Не можеме да генерализираме. Меѓутоа не треба се генерализира и не треба се плашиме да кажеме да, јас сум успешен, си плаќам даноци, си плаќам на државата, земам легални пари, си трошам тоа што ми треба. Колку вработени имате во сите бизнеси? Па, во сите бизнеси, индиректно или, значи, директно или индиректно, значи, неколку стотина се сигурно, значи, во градичништвото во одредени периоди има само во градичништвото преку 200-300, значи, во одреден период. Сега нека пресметат сите колку е тоа, значи, секој месец. Не секој месец, значи, секој ден вие давате пари, значи, Сабајле, едно од првите работи секој ден, значи, ми е плаќање, значи, секој ден вие треба да саат, два, само си плаќате. А што прави бизнисмен кога ќе станува на Сабајле? Прво отвора телефонот и сметката ја проверува? Не, на крајот на денот. На крајот на денот? Па приодите и гледаш на крајот денот за да ги планираш следниот ден како ќе ги потрошиш. Синоќа се зрекно легнавте? Па секој ден сега, некојаш посреќен, некојаш помалку среќен. Меѓутоа, не, еден бизнисмен, значи не е гледа парите се како алат, едноставно како инструмент за работа. Што е битно за бизнисменот, парите или моќта? Чаламот е прегрузбар. Сега моќта. Моќта зависи од значи моќта е значи да, парите ви даваат моќ. Ви даваат моќ затоа што ќе се продаде нешто во моментот добро, ефтино, атрактивно. Вие ако имате пари, имате моќ тоа да го купите. Едноставно, или да кажеме, ако ви се прави некој чеф посебен, имате моќ тоа да си го приуштите. Да си го приуштите. Значи, што е најголем чеф на име Салмани? Па најголем чеф. На што не желиш пари? Има некој не желам на музика. Не. Врлам пари. Јас не желам пари во нови инвестиции. Значи, приватно, на што најмногу? На патика, на блу? Не, посебно немам некоја посебно. Значи, сакам убави коли да си возам, меѓутоа многу по кафани не сум, многу да кажеме алкохол не пијам, одмор одам 10 дена, 2 недели, значи не премногу да се расфрлам, меѓутоа најнорм, значи автомобил, 1-2 автомобили, еден, значи чисто за мерак, за душа што се вика. Имам едно Porsche 911 кое што во годината 2 пати, 3 пати дали ќе возам во недела. Тука во Скопје? Па низ Скопје, минатиот пат еднаш кога до Маврово си отидов, да кажеме, толку. Значи едноставно немаш време за возење. Имате незгодно вие кога влегувате во Поршето, обично знаете, сега да излезам сега со Мајбахот или со Поршето, па да ме гледаат сега овде. Не ми е незгодно. Знаеш кому му е незгодно? Незгодно му е ако некој си купи нешто и едноставно тоа го копка евентуално што не може на јавноста или во заедницата или на комшиите да им се објасни дека тоа го направи со честни пари. Да. Значи јас со брат ми, значи ние работиме 32 години. Значи 32 години јас ги работам сите саботи. Значи од понеделник до сабота, неделата се случува и во неделата на градилиште да отидам, да видам што се случува. Или некој новинар ако ви се јави. Тоа го сметам како задоволство, тоа го сметам како хоби веќе. Значи не ми е товар тоа едноставно. Меѓутоа, значи вие кои се посветите толку на работите, значи едноставно 24 часа вие сте со бизнисот и навечер некојаш и не ви е страм да тоа го покажете, да живеете во убава куќа, пристоен двор. Убава куќа имате у Шишево. Да, во Шишево. Да кажеме, јас си ја правите за мерак. За мерак, за ваша душа, на крајот од денот сум заработил, сакам да уживам бе човек. Сакам да имам голем двор, сакам да се шетам по дворот, сакам да си запалам едно пуро кој ќе идам дома, да се прошетам пешки, сакам да гледам како рибите таму пливаат по езерото и едноставно сакам да уживам. Така што нема потреба да се срами некој што си заработил пари. Океј, среќен е заради тоа и едноставно нема зашто би се срамил. Секој бизнисмен мора да има и падови. Кој е пат кој што тешко сте го доживеале? Кој што ве довел до некаков ризик или тешко се доведувате до ризична состојба? Да, нема бизнисмен кој што не е паднал. Зимам кредит,
влегувам во инвестиција, Да. тоа е веќе ризик. Да. Но, сте се сочили ли некогаш, ако ова не успее, готово, или сте дошли ли до момент, тоа претпоставам во првите години, сега веќе сте и посериозен, понавлезен во бизнисот и точно може да процените со кого и што имате работа. Значи, без ризик нема бизнис. Колку што е ризикот поголем, толку е бизнисот со можности да ви даде поголема заработувачка. Колку што е ризикот помал, тогаш заработувачката е помала и едноставно вие било кој бизнисмен, ако не сака да ризикува, ќе ги стави парите во банка, ќе земе 3-4% камата годишна, инфлацијата ви е 10% и тие пари ќе ви се јадат секоја година, помалку и помалку ќе имате можност од тие пари нешто да направите. Така што тоа размислува секој што не сака да ризикува. Секој тој што сака да ризикува и што сака да се заработи, спомнав уште на почеток, ако ви имате 1 милион евра, ќе си земете уште 1 милион од банката, ќе си направите бизнис од 2 милиони евра. И ќе си ризикувате, ќе меѓутоа секој ризик треба да биде планиран од напред. Значи односно секој бизнис, секоја нова инвестиција убаво да се планира ризикот. Ризикот треба да биде пресметлив. Значи јас не сум од тие што влегувам во бизнис без некој пресметан ризик. Да, пресметувам тоа што ми кажавте. И да не се случи ништо, да не заработам ништо, да не ни го оштети главниот бизнис или да не ризикува да ни пропаднат останатите бизниси. Значи влегуваме, купуваме одредена, кажеме, не знам, некретнина или инвестиции со цел, нели, да заработиме, меѓутоа може таа инвестиција на вас да не ви донесе никаква заработувачка наредните 20 години. На почетокот пред емисијата ви кажав во Влај, во Ѓорче Петров. Го оставив за крај тоа. Значи 96-та година имаме купено имот. Тоа е имотот за кој што се крена голема фама. Ние сме ѓорчевци повеќе од многу други. 24 катници или колку ќе... Не. Значи тие се прекрасен проект, не затоа што е наш проект. Прекрасен проект кој што Ѓорче ќе го урбанизира, не самиот проект. Значи ние имаме околу 5000 метри квадратни од неколку хектари, од 100.000 метри квадратни што се таму. Добро, колкави ќе бидат тоа се тие згради? Тие се приземје плюс 19, едната е, другата е приземје плюс 17. Колку ќе има таму од прилика луѓе кои што би домоволе во тие? Па таму се околу 350 станови, сега просечно семејство по 3. Значи околу 1000, 1100, 200, значи нови семејства би имал. Меѓутоа тоа го планираме и го развиваме, значи од 96-та година. Да. Значи од 96-та година толку генерации на политичари се сменија. Значи ние како млади сме инвестирале со цел да еден ден направиме таму референтно место за Скопје. Убаво. Некој во да биде значи со убаво зеленило, со тениско игралиште високо поставено, со кафетерија кој што ќе гледа према кружниот тек, према партизански одреди, со фитнес, значи луѓето да им биде хумано, пријатно, убаво. Значи едноставно да им биде фино за живење и фино да биде за око, функционално за око. Значи колку доаѓале од Lidl сака да ни окупат местото или да градиме таму да биде Lidl центар. Вие си го купувате местото во 96-та. 96-та година, значи ние првите пари заработени, значи не сум ги потрошил во нова кола. Јас нова кола имам купено 98 година. Значи 98 година првата нова кола ми е Ровер 620. Добро. Беше. 96-та година, значи ние сме купиле имот, а нови деловни простори, нов магазин. Значи до тогаш под кирија ние плаќавме месечна кирија. Дури 2003-2004 година ние инвестиравме во нови погони, во наши собствени деловни простори, собствени канцелари, собствени магазини. До тогаш ние поисплатливо ни беше парите да ги инвестираме и да плаќаме месечна кирија, месечен доместок на веќе постоечките објекти кои што ги изнајмувавме. Ама инвестиравме во земјиште, во некретнина. И за тоа требаше да чекаме 32 години да се донесе детален урбанистички план. И се донесе. Во саботата. Во саботата се брз. И сега некој таму доаѓа и вика Имре Селмани ќе работи 240 милиони евра. Јас викам, од каде? А тие таму си рачунале
грубо, значи весела математика. Вика, тамо 240.000 метри квадратни, све ќе биде изградено. Значи, училиште, градинка, Карпош, фабрика Карпош што треба да изгради тамо, Центро Унион што треба да изгради тамо, Алкалоид фабриката што треба да изгради тамо. Ние имаме тука 40.000 метри квадратни. Значи, нашиот градежен простор е 40.000 метри квадратни, развиено по катови. Значи, треба да влеземе 3 спрата или 2 спрата, не знам, подземно за да обезбедиме паркинг простор. И некој тамо си удрил 240.000 метри квадратни пута 1000 евра, 240 милиони евра и тоа ми ги препиша сите на мене дека јас си ги заработам. А ти мене, вие мене ми велите 50 милиони евра, вие само 240 милиони. Некој кажав ја близко сте до милиарда, одите. Некој нити размислувал кога таа била джунгла таму, дека немал визија, значи како што реков, значи Муамед Алабар дошол од Америка, студирал, дошол во Дубај од пустелие, од ништо неатрактивно, со визија направил прекрасен град. Тоа е намерно. Не, намерно, јас сваќам намерно, затоа што и не вреда да се даде нити одговор на нив да се коментира. Сега излезе овој разговор наш за бизнисот и затоа се фативме. Па добро, и тоа е бизнис. На крајот од денот дупот помина. Вие ќе градите тамо згради. Јас имав можност од телефонот да го видам проектот. Јас немам проблем со градби, но тоа им се удри на политичките елити кои што во тек на локална кампања сите говореа стоп на бетонизацијата, за на крај никој ништо да не гради, па сега имате ситуација каде што цена на квадратен метар на стан достигнува и преку 2000 метри. Сега да кажам добро утро на сите кои што цело време против носење на дупови, против давање на одобрение за градба, а од друга страна секој ден прашуваат, а зашто кај нас растат цените? Да. Па знаете, ние сме во пазарна економија. Значи, вие ако не може да најдете денеска IT инженер за 1000 евра, ќе го платите 1500 евра. А не може да најдете за 1000 Значи, ако не може за 1500, ќе го платите 2500 евра. И тука, уште, значи, нема празни станови. Вие отидете денеска да барате празен стан. Нема нов изграден стан, не продаден нема. Не, мене ме нервира малку и лицемерието кај луѓе кои што се особено најгласни, најбучни против бетонизација, па ќе ги видиш во некој друг проект како дизајнираат, како не знам што прават, а ќе видите дека ни З нема од зеленило тамо, туку бетон, но не сакам да коментирам и да зборувам. А некој ќе каже, од 96-та го имал земјиштето, бил градоначалник на Сарај, бил министар за здравство, што правил овој човек? Јас, да кажем, еве овој период, сум можел како министар за здравство, нели, има влијание, имаш трговија со влијание. И како градоначалник. И како градоначалник. Верувај, Мишко, јас во тој период сум се консултирал ниту еден момент, поготово во период кога сум бил вице-премиер на влада, министер за здравство, сум имал авторитет, можности, значи да направам притисок. Сам рекол, не, тој период нема да градиме. Затоа што секој тогаш ќе го поврзеше тоа да ме кај ја злоупотреби функцијата за мое лично богатство. Не. Сум докупувал, сум купувал место и така натаму, меѓутоа тој период не сме градели. И кога почнавме да градиме 2018 година. Интересно е ово со веледрогериите. Бевте министер за здравство. Вас се малтретираа ли? Не. Ви доаѓаа ли? Не. Значи, денеска да прашате вие. Затоа што го слушав Зегин своевремено како што се зборуваше канцерен до друго. Не. Значи прво вие да треба да поставите еден професионален однос, значи министерот, поготово министерот, директорот на фонд треба професионален однос со неговите партнери. Партнери се тука веледрогериите кои што продаваат производи, ја снабдува државата со лекови. Значи во тој период јас имав 2-3 клучни момента со веледрогериите, односно со сите собственици. Прво ми требаше неколку месеци да ги сватам токовите внатре. И во првите неколку месеци јас немав ниту една средба со ниту една веледрогерија. Направивме анализи. А тоа знам дека беше излезе тој муавет. Направивме дека анализи. Дека Имам Самали не прима никој и ги создаде нервоза. И кога ги викнав сите. Во салата, во фондот за здравствено осигурување, значи директор беше тогаш Тренковски. И во меѓувреме анализата која направивме, видов дека некои од лековите се продаваат со маржа екстремно висока.
поготово во помали, подалечени места од центар. Истиот лек во центар се продава, да кажеме, 150 денари, во Ѓорче се продава 200, во, не знам, во Студеничени 500 денари. Зашто? Затоа што му се може. И ајде им формирав една комисија од Министерството за здравство, од фондот и од Агенцијата за лекови, тогашната агенција, сегашна Малмет, заедно со Царинската управа направивме една анализа колку е заработувачката на лековите кои што се обвезуваат. Нели, имаме 3-4-5 хиљади регистрирани лекови кои што ги има по аптеките. И траеше месец дена. И јас видов дека некои заработувачки се екстремно високи. Значи, вие нормално да ставите 10, 20, 30%, 40% заработувачка за некој поевтин лек. Меѓутоа имаше заработувачка од 10 пати, од 20 пати. Значи, 1 евро се купува, 20 евра се продава. Па со маските што правеа за ковидот? И текнува 5 денари беше Мишко, маска. И јас доаѓам од бизнис секторот, бев дојден. Значи јас, да, лекар, да, меѓутоа од 92 година до 2006 година, 14 години, бев во бизнис секторот, граначалник претходно и барам решение како да воспоставиме ред. Ги прашувам овие советниците што се околу мене, викам, зашто еден лек да се продава поевтино на едно место, по друго, со повисока цена на трето место, сите стегат рамиња, никој не знае. Викам, а зашто да нема една единствена цена на пакувањето? Викам, нели цигарите секаде се продаваат по иста цена, бензинот, нафта да се продава по иста цена. И сите ме одговарат, тамо имаш и консултанти од Светска банка, викате, ама вие сте пазарна економија, вие како, значи секој си купува, ако нешто се бара, ќе се продаде поскап. Не викам. Викам, мора да се најде решение. Затоа што здравието не е сакаш, туку кога мораш, не прашува за цена. Ќе си го купиш лекот. И во владата никој не знаеше да ми даде одговор. Не знаеш или не сакаш? Не знаеше. Дали може, пошто немаше во регионот и во околината, и во Германија, немаше единствена цена. И во Германија немаше, значи различни цени имаше. И мене ми текна, викам, ова ќе биде голема битка со веледругериите, пошто сега да им скратиш во маржите. Ќе ве уништат. Да. И сега што ми текна? Прва работа, викнав 2-3 суди од Уставниот суд. Ги викнам на кафе. И за нив така беше голема чест. И ја кажав намерата. Викам, дали во нашиот устав ние треба да ги заштитиме или дали имаме можност, инструмент да ги заштитиме нашите пациенти од премногу високи цени. Или дали можеме со закон да ја утврдиме да има единствена цена. 1, 2, 3 од професорите, да ги имам по име, да, и професори, и членови, и уставни суди. И ми дадоа добар совет. Вика, јавното здравје е државен интерес. Ако се повикувате на државниот интерес, на јавното здравје, ова никош нема да ви падне на Уставен суд. Има таму нели во уставот некои точки. И јас ги викнав следниот ден консултантите од Светска банка, бе, знам, една словенка беше, не знам, еден од Германија, и работната група, и баш во недела беше дури, порелаксирано така, и на табла им кажувам што, како може да се направат цените. Да се стават во закон. И тие направи еден драфт. Кога беше драфтот готов, јас прва работа ги викнав веледругериите. Да ги информирам со добрата вест. Добрата под наводници за нив. И јас очекував дека ќе има голем отпор. Мишко, меѓутоа се изненадив позитивно. Како се изненадив? Ги викнавме сите сопственици на веледругери и Благоје Меанџиски еден од нив беше, се разбира. Он беше со најголем зинџир и тогаш со аптеки. И јас им ја кажувам целта, намерата на нов закон за лекови и помагала, медицински помагала, така се викаше. 2007 година мисля дека беше. И им кажувам дека ќе имаме една единствена цена. Таа цена треба тие да ја формират, ние само ќе им кажеме колку маржа може да си стават. Ќе им ставаме плафони. Ако е увозната цена, не знам, 1 евро, он може евро и 30 да ја продаде, 30%.
Ако е, не знам, поевтино, може малку поголема маржа да биде. Ако е поскапо нешто, 100 евра, значи еден флакон или една, значи еден лек, тогаш 10% може да се стави максимум. И на моje изнедување, прв беше Благоја Манџиска, вика, браво министре, вика, јас сум за. Една единствена цена, вика, да биде, да се надпреварувам, вика, по квалитет, вика. Нека биде и во центар, вика, истиот лек да се продаде по таа цена и во село, вика, нека се продаде по таа цена. Другите после исто така си кажа секој за, меѓутоа сите го поддржаа. Не им беше свеедно. Ние направивме една калкулација после во министерство, тогаш премиер беше Никола Гроевски и му ја објаснив и на премиерот, пошто ова беше голема работа, на годишно ниво. Значи 2007 година зборувам. Имаше заштеда не само од фондот, од пациентите, од директните, значи од жителите, од граѓаните на државата, најмалку 80 милиони евра на поевтините цени на лековите. Годишно. И тогаш одеднаш 2007 година крајот стапи на сила законот, одеднаш цените падна, не знам, од 200 денари на 50 денари на... Значи тоа беше чудо невидување, неверување на луѓето колку се намалија цените. После тој закон, мислам дека нешто остана така, нешто се модифицираше, меѓутоа не сум во тек сега да знам што точно се случи после тоа, меѓутоа тоа неколку години траеше и партиципацијата беше премногу ниска. Ги ставивме, значи 2006 година имаше само градски аптеки, има договор со фондот. Имаше лекови за 5 дена, првите 5 дена, после 25 дена немаше лекови. Ги вклучивме сите приватни аптеки, преку 400 приватни аптеки подпиша договор со фондот и почна лекови да има секој ден од почетокот на крајот на годината. Така што вие ако имате добра намера и добра цел и во бизнисот, и во политичкиот живот, и во јавниот живот може да направите убави дела. Ова само како чист пример го... Добро, и треба и совет да дадеме малку за оние кои што не гледаат. Политика уште ви интересира? Мислам дека секој граѓанин во државата, поготово Балканот, сите нас не интересира политиката. Татко ми повеќе од мене го интересира политиката. Активен? Активен јас не сум. Јас сум почесен конзул на Република Албанија во Република Македонија, тоа е почесна функција. Дали би сакале да бидете активен повторно? Бевте председателски кандидат најголемо 2009 година, да, горд сум на тоа. Тоа е значи доказ на признанието на заложбата која што имав, посветеност работењите така натаму. Едноцентристички, морам да ве прашам. Дали е вистина теза, муабет дека секој албанец кој што наидува на симпатија од македонецот е непожелен за албанскиот гласач? Постои нешто во тоа. Затоа нека велат, ама не фалите толку вие македонците, ќе не мрзат. Да, постои, знаете, зашто? Во секоја етничка заедница има луѓе кои што мислат дека ако е добар за македонците, не би бил добар за албанци, или ако е добар за албанците, не би смел да биде добар за македонците. И како ги рушите? За жал, така е, не знам, перцепцијата, а граѓаните немат кантар со себе да си мерат добар човек, добар политичар, туку судат според перцепцијата што ја доживуваат, според медиумите како ве прикажуваат и така натаму. Јас сум горд на фактот што тогаш имав над 150.000 гласа, од кои околу 110.000 од албански општини, да кажеме, и околу 40.000 гласови од општини, села, гласачки места кај што немаше ниту еден албанец. Се сеќам понеделник. Да не беа повеќе, вас ве обожаваа македонците. Јас со бројки зборувам. Инаку глуп ми е муабетот македонци и албанци, ама Мишко, јас после тоа, после месец, два, три, од тоа што го слушав, го гледав од луѓето, јас бев убеден дека беа поништени 40-50.000 гласачки ливчења намерно. Вистина за вас, против вас? Да, против мене, за да евентуално не успеам во првиот круг, затоа што кај да идев? Значи во град, на пешачки, значи немаше човек да не им приде и каже дека гласал за мене. И викам, чекај, кај отидоат сите тие гласови?
Меѓутоа, немав јас луѓе во сите избирачки места да имам контролор и така Ви се натаму. кандидирале пак за председател? Вие во политиката никош не кажувате и не треба да кажете никош, меѓутоа сум имал понуди овој изминат период, не сум прифатил, така што Од македонски За сега- или од албански партии? па имало и така и така, Аха. значи Да меѓутоа не бе не сум токму и за прифатил. премиер. Да. Технички, да не ве кандидисува и за тоа, или? Да, имаше значи кај мене немаше директна понуда, значи меѓутоа имаше така. Ви биле премиер на држава? Знаете, во ништо не е табу. Значи за мене ми Јас беше зборувам како Имер Селмани. Јас како Имер успешен Селмани, бизнисмен. мене Дали ми би беше прифатиле табу. да бидете премиер на држава? Македонија, Република Да, Северна. Да, секако, значи честно, одговорно Што кажувам прво ќе дека, направите? Тоа е листа значи нас што ни фали тогаш, значи вие тргнувате кога сте најодговорен човек, како што јас за тие две и нешто години што бев министер за здравство тргнав од работи кои што најмногу ни недостасува. Значи денеска најголемата, да кажеме, најголемата мака на секој граѓанин, без разлика на верска национална припадност, е чувството на несигурност во смисла на нефункционирање на институциите. Немање правда, чувство на тоа дека некој е повеќе привилегиран, некој е помалку привилегиран, чувство на неизвестност и несигурност во иднината. Значи, зашто ни бегат младите? Не заради тоа што не може да заработат и тука. Меѓутоа, ако имат добиват чувство дека Вашите ќе ги враќате тука деца, така? моите се тука. Моите се тука, меѓутоа да кажеме внуките, имам две внуки, еден внук од брат ми. Значи двете внуки завршуваат во Њу Йорк универзитет колеџот, едната веќе заврши. Ќе се враќаат? Па она размислува да се врати затоа што она уште пред да заврши факултет доби понуда што не можеше да ја одбие. Значи доби понуда од Goldman Sachs во Лондон, во headquarter и она веќе таму година и пол работи. Значи она работи и напредува во кариерата. Да, донесете ги да направиме држава и ние да не. И она секогаш кога доаѓа, пошто доаѓа често, има авионски лет директен Лондон Скопје, доаѓа на месец, два, три доаѓа за викенд тука и она стварно сака да се врати. Меѓутоа младите сакат малку поизвестност. Значи ние се скаравме во државата, нема, значи прво ајде со грците толку голема мака преживувавме, толку генерации се иселија поради неизвестноста. Сега неизвестност со бугарите, што ќе биде, дали ќе направиме компромис, дали ќе имаме договор, дали ќе имаме вето, нема да имаме вето. Политичарите ги плашат луѓето. И сега избори. Што очекувате до овие избори? Па, што очекувам? Очекувам, тука немам дилема дека ќе имаме редовни веќе, регуларни избори, Да. пошто тоа едно време беше голема тема, дали ќе имаме честни, признаени избори и така натаму. Јас мислам дека ќе имаме редовни, регуларни избори без некои трауми по јавноста, по граѓаните. Имаме по системот со фингерпринт, значи со отисок од прстот, така што тука пак таа дилема дали некој два пати гласал, еднашка, три пати и така Тие натаму. детали Значи, технички, дали ќе имаме избори или пак ќе влегуваме во криза. Мислам избори ќе имаме. После изборите? Што ги се случува постизборно? Тоа е веќе големо прашање кој што Да, не сакам да одам во политика, само чисто онака Да, тоа е големо прашање, Мишко, кој што јас не би сакал да преедуцирам. Ќе имаме сигурно влада. И би сакал да имаме влада која што од првиот ден ќе работи да ни се одблокира овој процес и да имаме предвидливост. Кој ви Значи предвидливоста е најголемиот, да кажеме, гарант за секој бизнисмен кој што сака да се инвестира во државата. Меѓутоа и најголемиот гарант за секој млад човек кој што сака да си гради кариера и да си гради семејство во државата, кога има предвидливост, кога има страв, плашење, нема да не биде, ќе имаме блокади, не знам, отидовме, се уништивме и така натаму, тогаш бегат луѓето. Бегат парите, бегат луѓето. Почнавме со бизнисот, така ќе завршиме. Кој ви е најтежок момент во бизнисот? Па имавме неколку моменти тешки. Се сеќавам на една инвестиција која што никош не сум ја спомнал.
после 2002 година, мислам дека купивме акции мнозиски во една фабрика во Виница. 75-80% акциите ги купивме. Во една фабрика за производство на земјоделски машини. Прекрасна фабрика, според мене, со голем, огромен потенцијал. И тамам таа беше приватизирана. Ние беше приватизирана и купивме од фирма која што на аукција ја купил фабриката акциите. И инвестиравме доста пари. Колку? Неколку стотини илјади евра. Пошто имаше 150 вработени, ако не се лажам. И? Нема плати, не беа модернизирани, вложивме во опрема и во заостанати плати и така натаму. И за жал не помина 6 месеци и државата ја поништи приватизацијата. И парите отидоа во ветер? Парите отидоа во ветер. И тоаш ми беше жал и за парите, меѓутоа ми беше жал и за големата визија која што имавме, пошто јас 2002 година веќе со некој искуство 10 години во бизнисот бев и направив цела посетна регионот, Бугарија, Босна, Србија, Косово, Турција. Значи веќе склучивме пред договори да ја модернизираме фабриката и да произведуваме машини и за извоз. Пошто навистина фабриката беше модерна од времето на Југославија. Значи била кооперант на ИМТ, Београд, Фергусон, тракторите и така натаму. Имаше искуство, имаше можност, потенцијал. Да. И се поништи приватизацијата и таа приватизација веќе никош не заживе. Фабриката после просторот се продаде, се раскрмчи, се пренамени во нешто трето, четврто, отидоа во стечај, пак трет стечај и така натаму и ништото. И на нас ни одлета неколку стотици илјади евра. Да. Добро. Последно прашање. Во бизнисот нема емоции? Или има? Има емоции. Ако вие стварно имате добра идеја и таа идеја не ви е само за пари. Да кажеме, сака да направите едно добро дело. Значи во градбата. Градбата не е, јас за мене не ја гледам само како чисто да направам пари. Значи градбата ми е сосема парите се една работа. Значи парите се последица од бизнисот. Вие ако работите, Добре. последица ви се парите. Меѓутоа, ако направите нешто во кој што ќе уживат луѓето таму, ако направите нешто, не знам, комплекс кој што го нема во државата, со градинка внатре, со фитнес, со обезбеден, значи сигурен и така натаму, и кога луѓето таму се задоволни, вие сте едноставно тоа го доживувате како уметничко дело. И тоа задоволство го споделувате. Добро. Ева, када Лимир Селмани е мотивен човек, дали знае да заплаче некојаш? Ретко, да, тоа ми се случило. Ќе изгубам некој близок човек. Добро, или, тоа е природно. Значи, тука сме сите Тоа емотивни е природно, луѓе, онака значи, на неправда. Па на неправда кој што ги има секогаш. Станувате посилен или во прв момент? Обично не. На неправда станувам посилен за да докажам дека сум во право или да исправам нешто, да отидам до крај. А од друга страна тоа ме мотивира уште повеќе да не престанам да се борам за таа цел и за таа вистина. Исто така, често пати во големите предизвици во бизнисот, кои што нели се појавуваат како потешкоти, гледам и како можност за ново докажување и нов бизнис. Добро. Дајте една порака за оние кои што не гледаат, млади кои што сега сакаат не она брза заработувачка, многу се заглавени тука. Брза работувачка никогаш. Значи никога. Значи брза работувачка се лажат луѓето. Како да се стане успешен? И мислат дека брза работувачка се лажат тие што јадат во казино и мислат дека ќе заработат, ќе вложат 100 денари, ќе земат 1000 денари. Што имаме многу казина и спортски обложувалници. Значи таму не знам, срцето ми се кини и често пати тоа, еве идеме со кола, гледам, значи на сопругата, на децата, викаме, значи места кај што се мамат луѓето, кај што се лажат луѓето, места каде што се дегенерират луѓето, Добро, места кај што се рушат цели семејства. Значи не знам, јас да сум
казината, со закон би ги укинал сите. Со закон би ги укинал затоа што казиното е за најбогатите луѓе. Ние не сме најбогати луѓе. Казино, да, ако имаме ние 100 милиардери и хилјадници милионери во државата, нека се направат казината да ги изгубат парите. Меѓутоа, казината и игрите на среќа не се заработувачка. Да. Значи не заработуваат тие што играат, заработуваат тие што ги измислиле. Но гледате на секој ќе имате и обложувалници и казина. Тоа е страшно, нешто што е најлошо на државата. Тоа е знак дека ние сме социјална држава, дека имаме луѓе кои што немаат многу пари и мислат дека за 20 денари ќе земат многу пари. Имаме многу луѓе кои што, не знам, од дома место да си пазарат нешто, да си купат нов фрижидер или не знам на жената да ја радува нешто за празник или за роден ден, он иде ќе ги потроши парите во казино. Значи тоа е и тука значи ако нешто во душата не само ме гризе, секој ден ме убива, е тоа што нашата држава од владата, парламентот толку лесно дозволивме да станеме држава на казината и на облажувалниците на овие сите почошевите што ги гледаме, спортски облажувалници и така натаму. Јас сум имал во фирмата вработен кој што направи криминал во фирмата. Место да се наплати, да ги уплати парите во каса, он ги злоупотреби парите во спортска облажувалница. Кога отидов дома, он направил криминал со децата, со сопругата, со жена му, со мајка му. Значи, и што се случи? На крајот, окей, го избркавме од работа, он се отиде таму некаде надвор државата, си го уништи собственото семејство. Значи, толку трагедии има во државата, што ние малку да копкаме по тие трагедии, мислам дека одеднаш имаме општествен консензус дека казината треба да ги затвориме во државата. Бизнис совет? Бизнис совет, добра идеја, малку пари и голема упорност. Значи, во бизнисот ништо не е лесно, треба голема упорност и голема посветеност и чувство големо на одговорност. Добро. Дупотка Ѓорче не е криминален. Како ве обвинува? Има управен суд, има уставен суд. Нека јасно ми е помина тоа и све. Нека секој си погледна. Кога почнувате со градба? Ова беше бидејќи се дигна. Кога почнувате со градба? Ако иде све како што треба, значи ние сега проектот го работиме таму, веројатно следната година ќе бидеме спремни таму за почеток. Добро, ќе биде интересно. Тоа дека во мој мало е за тоа. Ми беше драго што бевте дел од овие бизнес. Драго беше и мене. Селмани, бизнисмен, политички аналитичар, сега поранешен председателски кандидат, министер за здравство, поранешен градоначелник. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам на тебе многу. Беше ова Имер Селмани во Бизнис Моабети на Фактор МК.